Поштовани гледачи, добро дојдовте во емисијата Визави на ТВ Канал Вис. ТВ Канал Вис како регионална телевизија која што го покрива југоистокот на Македонија упати покана до носителите на кандидатски листи во изборната единица 4 за вонредните парламентарни избори да бидат гости во нашата емисија и 30 минути за нив и нивните политички идеи. Првиот наш гостин во Визави е господинот Дане Јованов, носител на кандидатската листа за коалицијата за позитивна Македонија. Господин Јованов, добро дојдовте во Струмица, добро дојдовте во студиото на ТВ Канал Вис. Добро ве најдов, добро вечер пред се на вас и на граѓаните на Струмица. Така. Политичката борба веќе се заострува. Некако сме на средина на политичката кампања за вонредните парламентарни избори. Предпоставувам дека ќе слушаме и поостра риторика и поагресивна кампања. Пред да преминеме на тоа, која е вашата оценка за првиот круг од претседателските избори? Така, значи, нашата оцена генерално е дека првиот круг од претседателските избори помина во една фер, мирна и демократска атмосфера, при што резултатот сите го видовме, значи има видлива предност на кандидатот на ВМРО ДПМН во однос на кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и тоа недвосмислено во моментот ја одразува волјата на народот. Така. И Коалицијата за позитивна Македонија веќе ја почна кампањата за предвремените парламентарни избори. Она што е воочливо оваа кампања, што секоја политичка партија некако одбира малку поинаков начин на водење на кампањата. И вие имате одредени новитети, подвижни билборди и така натаму. Колку сте задоволни од досегашниот тек на кампањата и како ви е замислена таа цела агенда? Вака, значи, во самиот наслов на нашата партија Алијанса за позитивна Македонија или денес Коалиција за позитивна Македонија, бидејќи сме заедно во коалиција со партијата на обединети пензионери, значи самиот наслов имаме позитивно, така да она што ќе одбележи нашата кампања е позитивниот начин на водење на кампања, каде што пред се ќе доминира респектот за политичките опоненти и каде што ние ќе се трудиме со нашите конструктивни мерки, предлози, програма и идеи во однос на нашите политички опоненти за да дадеме еден јасен став и визија за како треба Македонија за да се движи во наредните 4 години. Значи пред се ние нема да водиме една не водиме негативна кампања во однос на нашите опоненти, политички опоненти, туку едноставно имаме доста конкретни мерки, предлози и идеи кои што се надевам дека веќе во наредниот период ќе станат платформа на идната влада на Република Македонија. Кога сме кај идеите и програмите 100.000 нови вработувања во реалниот сектор. Тоа звучи вака најголемо и најамбициозно во вашата програма. Како е тоа возможно? Еве ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија најавува 64.000 вработувања, вие одите со бројка од 100.000. Како тоа би се остварило? Тоа би се остварило преку вработување во реалниот сектор во Република Македонија, каде што во моментот реално нови вработувања во реалниот сектор имаме се помалку, значи тоа претежно би се одело со докапитализација на Македонската банка за поддршка на развојот, преку која би се обезбедиле ефтини кредити до сите предприемачи за да започнат свој стартап бизниси, а исто така фокусот би бил на планскиот развој на земјоделието. Нашата цел е Македонија да направиме една фабрика под отворено небо, каде што ќе имаме брз и лесен пристап до ефтини средства, каде што ќе можеме за да отвараме нови преработувачки капацитети претежно во, како што спомена, во земјоделието, значи тоа се секундарната индустрија, бидејќи долго време Македонија, како што знаеме, не го користи бенефитот и благодетот од поволните климатски услови кои што имаме, значи овде имаме едно од најдобрите органски производства на храна кои што за жал се откупуваат мощно ефтино и завршуваат на странските пазари или уште потрагично од странските пазари се враќаат како брендирани назад во Македонија. Значи нашиот фокус ќе биде токму тука во развојот на земјоделието. Значи тие 100.000 работни места претежно би биле во земјоделскиот сектор.
Така, со отворање на откупни пунктови споменате, што ќе дојдат да речеме откупни пунктови, да, инвеститори, нашиот фокус е пред се за да дадеме акцент на македонските инвеститори. Значи ние во нашата програма имаме предвидено формирање на државна компанија за извоз на земјоделски производи од типот на Генекс, кој што порано постоел во времето на бившиот систем во Југославија. Значи од таму се или во Македонија од типот на Центрославија, Пролетер, кои што постоеле во минатото и кои што биле доста успешни приказни во тој дел. Значи нашата цел е за да се има планско производство каде што секој индивидуален земјоделец ќе знае што треба да произведе, во која количина, за кој пазар, по која цена. Значи планско производство е она што во моментот на жал како Македонија, како земјоделие го немаме. Значи прв чекор е за да имаме планско производство со докажан квалитет. Тоа тргнува значи од самиот сертифициран посадачен материјал преку имплементација на добрите земјоделски практики, потоа преку самиот финален производ, потоа тоа да се откупи од земјоделците по дефинирана цена, значи не само по производна цена како што е сега или многу често испод производна цена, значи земјоделецот мора за да биде сопственик, а не аргат на своите ниви. Тоа е првиот чекор, а вториот чекор е за да ова компанија за да биде во состојба за да ги откупи, за да ги конфекционира и потоа нормално дали за да ги извезе во таква состојба или за да имаме тоа што ние го велиме 100.000 работни места, значи изградба на многу преработувачки капацитети. Еве денес имаме честа и привилегијата да сум во Струмица. Струмица е позната по огромното производство на квалитетни, популарно меѓу струмичани кажани френки, потоа краставици, пиперки, значи зошто овде за да нема конзервни индустрии, не една, неколку, кои што ќе произведат квалитетна салца, квалитетен кетчап, кој што потоа ќе заврши на пазарите во Србија, во Хрватска, во Словенија, а некако што сега имаме ситуација да од овде да се откупуваат тие френки, тие корнишони или пиперки, потоа да се извезуваат на пазарите во Хрватска без потекло за многу ефтина цена и да не се враќаат назад во нашите домашни маркети под брендот на Подравка, под брендот на Агрокор. Значи нашиот фокус е да го ставиме граѓанинот, односно земјоделецот на пиедесталот. Тие да бидат нашите херои на ова време. Така. Следејќи политичката кампања на различните политички субјекти во Македонија, воочливо е дека сите одат на намалување на ДДВ за сточна храна, зелена нафта, значи сите имаат одреден дел бенефити, олеснувања за земјоделците. Различни се оценките. Од една страна имаме изјави и тврдења дека земјоделството цвета во Македонија, од друга страна имаме изјави дека земјоделството тоне. Која е вашата оценка и каде на друго место може да се помогне, зашто нашиот југоисток е земјоделски крај, почнувајќи од Струмица, Босилево, Василево, Новосело, Радовиш, Богданци, Валандово, Гевгелија, цели регион. Добро, делумно го дадовте одговорот на вашето прашање, бидејќи рековте едните велат дека земјоделството тоне, едните велат дека земјоделството цвета, значи вистината е негде на помеѓу, како и за сите останати работи. Она што денес се случува е тоа што и покрај силното субвенционирање, кое што апсолутно е добро за развојот на македонскиот аграр, и покрај тоа силно субвенционирање во изминативе години, за жал тие субвенции во моментот се уште го немаат постигнато вистинскиот ефект. Тоа е така, бидејќи доколку ги земеме податоците за увоз на храна во Македонија, ќе видиме дека увозот на храна е дуплиран во однос на извозот на македонски земјоделски производи во околните пазари, пред се мислам на Балканскиот полуостров, во Европа и светот. Значи тука дека нешто не функционира, дека не е како што треба. Значи затоа треба за да се даде шанса за развој на планскиот развој на земјоделието и затоа коалицијата за позитивна Македонија, доколку биде дел од идната влада, ќе се залага пред се во прва фаза земјоделието за да ги задоволи домашните потреби од храна, бидејќи ние имаме огромни територии, огромни пространства каде што можеме да произведуваме храна и да ги задоволиме домашните потреби, бидејќи навистина во услови на 21 век каде што имаме интензивно земјоделие, по примерот на Израел, практично таму нема вода, меѓутоа тие се едни од најрационалните држави во искористување на водните ресурси и се во состојба не само за да во голем дел да ги задоволат домашните потреби од храна, туку се јавува
чувствуваат и како извозници на храна. Затоа ние како Алијанса или Коалиција за позитивна Македонија се залагаме во делот на субвенционирањето, субвенциите за да продолжат, меѓутоа мора за да имаме и зголемување на субвенциите, бидејќи во моментот субвенциите имаат за функција само за решавање на социјалната компонента во аграрот. Покрај социјалната компонента, која што апсолутно мора за да постои, ние се залагаме за развојна компонента на моделот на субвенционирање, односно за силни инвестирања на капитал во интензивни земјоделски системи, големи системи кои што ќе бидат, како што реков и претходно, кои што ќе бидат во функција на рационално искористување на сите ресурси, бидејќи денес во просек македонскиот земјоделец располага со 1,5 хектари или 15 декари на нива, што е многу малку. Во споредба, еве да земеме, не мораме да одиме предалеку, да земеме примерот со Хрватска, таму е 5,5 хектари, во Србија е 6,5 хектари, или имаме во Македонија имаме 0,5 трактори по земјоделец, значи само пола трактор со просечна старост од 20 години, додека во Хрватска, во Србија тоа е негде по 1,5 трактор и со просечна старост од 7 години. Така да Македонија мора да превземе крупни мерки и храбри потези во делот на земјоделието, доколку сакаме да се развиваме напред како земјоделска земја. Бидејќи земјоделието од друга страна учествува со 10 до 12% во креирањето на бруто домашниот производ и заедно со преработките од тутун и виното достигнуваат и до 20% од бруто домашниот производ. Така да клучот на Македонија е исклучиво, ние како Коалиција за позитивна Македонија го гледаме исклучиво во брз развој на земјоделието, бидејќи да не се лажеме, Македонија не може за да има софистицирани технологии за производство на микрочипови за извоз, на компјутери за извоз. Не, Македонија е земја која што има традиција, долгогодишна традиција, повеќе вековна традиција на производство на храна, која што е и климата овде ни од Господ дадена. Се што треба да го направиме е тоа да го искористиме и за да направиме еден економски успех. Така, од нашето излегување на терен, земјоделците се жалат дека веќе нема млади фармери. Тоа е еден податок дека или го напуштаат земјоделството или ја напуштаат државата. Повторно во оваа политичка кампања слушаме ветувања од сите политички субјекти дека имаат начин да го сопрат иселувањето на младите и никој не го пренемагнува фактот дека се повеќе млади го најдоа своето место под туѓо сонце во туѓа држава. Што на овој план вие како Коалиција за позитивна Македонија имате? Тоа е многу добро прашање и овде морам од една страна со жалење, од друга страна со гордост можам да истакнам дека тоа беше една од при самото формирање на Алијансата за позитивна Македонија минатото лето како граѓанско движење во воведниот инаугуративен говор кој што го имаше нашиот лидер Љупчо Зиков, за прв пат го употреби терминот на бела чума, при што сведоци сме како сите политички партии, тоа веќе го непрекинато го зборуваат во текот на председателската кампања, каде што ние немавме наш кандидат, каде што од друга страна се гледа актуелноста на самото прашање. Меѓутоа, ние не бараме авторски права за тоа апсолутно, тоа е сериозен проблем кој што и се заканува на нашата земја, бидејќи од 2 милиона жители веќе сме 1,7 милиона жители, односно неповртно не се имат иселено повеќе од 350.000 жители од нашата татковина, според последните податоци генерирани од страна на Светска банка. Тоа е така бидејќи во изминатите 23 години во Република Македонија сме сведоци се што ни се случуваше, при што сите ни се криви, де Србија ни е крива, де Бугарија ни е крива, Грција ни е крива, ЕУ не сака, сите се криви освен ние самите. Значи ние мораме веќе да престанеме со тоа лажно залажување и да бараме изговори, бидејќи треба за да се погледнеме во огледало да кажеме доста е, да преземеме храбри мерки и да продолжиме напред од барање на изговори во испорачување на резултати. Тие луѓе кои што се иселени од Македонија, јас лично не сум убеден дека во наредните години ќе имаат мотив и храброст за да се вратат назад во Македонија, од една страна, а од друга страна жалниот момент е што тие луѓе дали се иселени во Европа, дали се во Америка, Австралија, Нов Зеланд и така натаму, во тие земји се чувствуваат како граѓани од втор ред и мора за да работат по 12 и повеќе сати. Затоа ние во Македонија
мораме подитно да превземеме мерки за да ја вратиме храброста кај младите луѓе, кај образованите луѓе, за да веруваат во системот, да веруваат во државата и да гледаат Македонија како свое место на живење и како место каде што ќе бидат во состојба за да завршат факултет, за да основаат семејство, за да имаат кров над главата, за да почнат да работат и нормално за да бидат граѓани кои што ќе допринесуваат за развојот на нашата земја. Бидејќи денес сиромаштијата не бира по национална основа, не бира по религиска основа, не бира по партиска основа на крајот на денот. Така да тоа е проблем кој што ние како коалиција за позитивна Македонија сериозно го согледуваме, еден од нашите основни постулати во програмата за излез од кризата во која што Македонија моментално се наоѓа. Да, ќе помогнат ли тука? Што ќе помогне тука всушност? Тука ќе помогне охрабрувањето и славењето на секој човек кој што е во состојба да го врати во себе, да ја врати, како што споменав, довербата и предприемачкиот дух, развојот и отварањето на нови работни места, за самовработување, можности за вработување во реалниот сектор, отварање, стартап на нови бизниси. Затоа и претходно кога ја споменав Македонската банка за поддршка и развој, ние силно се залагаме, како што реков, за докапитализација на истата преку реалокација на дел од буџетските средства и како дел од буџетот кој што е наменет за капитални инвестиции за да влезе токму во овој дел каде што ќе имаме силна поддршка за младите луѓе кои што ќе се осмелат за да направат свој бизнис, бидејќи денес ние сме сведоци каква имаме компарација за растот на бруто домашниот производ кој што изнесува од година во година од 1,5 до 3%, како се споредуваме во услови на економска криза, дека тоа е подобро од, например, не мораме да одиме предалеку од Германија, која што имаше и негативен или рамен на 0 или 0,5%. Да, тоа е така дека во услови на економска криза, како резултат на мерките на владата на Република Македонија, во тој момент сме биле подобри, меѓутоа да не се залажуваме, да погледнеме каде е Германија, каде сме ние. Значи, ние не можеме да зборуваме за развој, просперитет на Република Македонија, доколку во наредните, во серија од 5-6 години немаме раст на бруто домашниот производ од минимум 6, 8, 10%. Значи, ние мораме да го превземеме моделот на источноевропските земји, како што беа Чешка, Словачка, Полска, кога беа во фаза на предпристапни преговори со Европската унија, каде што го имаат тој раст, или на источните земји како Малезија, Сингапур, Тајван, па дури не мораме да одиме и предалеку, Турција стана една голема, не само регионална, веќе прерасна и во светска велесила, следејќи го тој модел на раст. Затоа ние како коалиција за позитивна Македонија силно се залагаме во тој дел, за да немаме при стартувањето на бизниси, особено на бизниси кои што ќе бидат извозно ориентирани, например од 100 до 300.000 евра, за да не морате вие како до сега да имате непопуларна мерка, доколку сакате да стартувате свој бизнис и да вработите пример од 5 до 10 ново вработени лица, за тоа ви треба пристап до капитал. Меѓутоа, вие мора да дадете факторинг 1:3, 1:3,5 најчесто во комерцијалните банки, а тоа е услов кој што реално да не се лажеме, многу ретко кој од населението во Македонија во моментот го има и може да го прикаже како обезбедување. Значи тоа значи ние како коалиција се залагаме за овие проекти, за развојни проекти каде што самиот бизнис ќе биде залог во однос на факторингот према банките, односно према Македонската банка за поддршка и развој, каде што идниот предприемач нема да мора за да ја заложи куќата каде што ќе живее или имотот од неговиот татко, дедо, баба или од сопругата и за да мисли како ќе го врати тој кредит, да биде под стрес како ќе го вратиме кредитот. Не, ние се залагаме за таков развоен модел каде што самиот бизнис ќе биде залог. Доколку вие не сте во состојба да работите професионално и да имате исплата на вашите рати, едноставно вие не пропаѓате како семејство, едноставно бизнисот ви пропаѓа, банката го зима и го дава на наредниот кој што е подобар и поуспешен од вас. Значи, нашата цел е успехот за да не биде тотален крах на едно семејство, туку само за да се слави како еден нов почеток.
Така. Тоа ли е и суштината на младоменаџерската револуција која што се најавува за новите менаџери или за тековните менаџери? Видете вака, тоа нашиот председател Љупчо Зиков како прв пат го спомена на еден од митинзите во Битола, воден од градот, нели, младотурска револуција, значи родниот град на Мустафа Кемал Ататурк, значи како младотурска револуција, доста од такви револуции ние се залагаме бидејќи во фокусот на пиедесталот кај нас е секогаш граѓанинот, неговите реални потреби, затоа и го искористи тој термин младоменаџерска револуција. Значи силно се залагаме за младите да си ја видат својата иднина во Македонија, да најдат шанса за развој овде, да креираат семејство овде, да имаат квалитетно здравство, квалитетно образование, да имаат ефтин пристап до капитал, значи како што споменав претходно, да можат да се охрабрат за да бидат идните наши херои на новото време. Така, го спомнавте и образованието и квалификувани кадри. Кои други проекти ги имате во вашата програма во други сфери кои што не ги спомнавме? Така, значи како прво ние не спомнавме всушност зошто е коалицијата за позитивна Македонија. Коалицијата за позитивна Македонија, како што реков, е граѓанско-либерална партија која што на пиедесталот го става секогаш граѓанинот, неговите потреби. Ние како коалиција се залагаме за враќање на диалогот внатре и довербата на граѓаните во парламентот, која што е силно нарушена во изминатите години. Се залагаме за надминување на таа политичка пизма која што постои веќе овие 23 години, на поделбата на луѓето на наши и ваши, на поделбата на луѓето по партиска припадност, на поделбата на луѓето по религиозна припадност. Исто се залагаме за секуларна држава, односно црквата мора да биде силно одвоена од општествениот живот. Се залагаме за подобрување на образованието во Македонија. Неколку мерки се превземани преку отварањето на универзитетите во Штип, во Битола, меѓутоа ние сакаме од овде за да продолжиме и да порачаме дека силно ќе се залагаме за подобрување внатре во самите универзитети на квалитетот на образованието и подигањето на критериумите. Исто така како една од мерките, бидејќи како што споменав и претходно, нашиот фокус е на планскиот развој на земјоделието. Имаме мерки каде што ќе отвориме, на англиски се викаат Center of Excellence или центри каде што ќе имаме, пример во Струмица ќе имаме стручна помош, еден од најсовремени отварање на институти и лаборатории за агрохемиски, педолошки анализи, за посадочен материјал кој што ќе имаат сериозен ефект врз советодавната улога на земјоделците. Во Кавадарци има веќе отворено факултет за енологија, односно за производство на вино. Во Неготино можеме да отвориме една од најсовремените лаборатории за хемиска, микробиолошка, физичка, сензорна анализа на виното, кој што ќе има советодавна улога на фармерите од една страна, од друга страна и тоа се самите потреби на индустријата, бидејќи во моментот кај нас, иако имаме и закон за децентрализација, во моментот се е централизирано во Скопје. Значи, од 86 регистрирани винари колку што постојат во Македонија, преку 80% се наоѓаат во реонот на Неготино, Кавадарци, Демиркапија, Градско. Така да ние ги следиме само потребите на индустријата. Така. И сега во екот на изборната кампања и следејќи ги наназад политичките процеси во Македонија од самостојувањето до денес, видна е битката помеѓу две главни политички партии во македонскиот блок и исто и во албанскиот. Да, без малку и во албанскиот блок. Моето прашање е со оглед на тоа што на претходните парламентарни избори малите партии не успеа да добијат место во парламентот. Како ќе успеете да се наметнете на политичката сцена, па дури и високо да котирате на политичката берза, освојувајќи места во новиот парламент? Така, тоа е доста добро и легитимно прашање од ваша страна. Значи, овде би започнал со една, како да кажам, кога Давид во битката против Голијат, неговите војници го советувале, толку е голем што не можеме да го заобиколиме. Давид рекол, толку е голем што не можам да го промашам.
Така да овде станува збор исто така за нашата цел и визија и храброст и одважност за да формираме коалицијата за позитивна Македонија. Она што е клучно во однос на нашите политички опоненти е тоа што во коалицијата за позитивна Македонија претежно е водена од луѓе кои што доаѓаат од реалниот сектор, од бизнис секторот. Значи, луѓе кои што претежно немаат ниту еден час поминато во државна администрација, луѓе кои што политиката ја сваќаат на еден поинаков начин, луѓе кои што губењето, евентуално губење на политичката фотелја нема да значи крах за нив, бидејќи тие луѓе имаат своји работни места и доаѓаат од реалниот сектор каде што имаат одважност со своите практични мерки, искуства и идеи кои што сакаат за да помогнат во надминување на ова состојба на бипартизам кој што веќе владее 23 години и тоа е една од нашите клучни разлики во однос на опонентите. Тука пред себе би го споменал и еден од нашите основачи, господинот Минчо Јорданов, кој што е веќе 70 години, кој што верувајте кога тој решил со сите своји капацитети, пред се зборам на умствени, ментални, на 70 години, за да влезе повторно во политиката и да даде свој придонес и своја шанса. Од друга страна го имаме председателот Љупчо Зиков, кој што е еден од најдобрите економски аналитичари во ова време преку неговите колумни, кои што ако земете да ги анализирате во последните 10 години преку угледниот бизнис магазин Капитал или поранешниот премиер господинот Владо Бучковски, тоа е сето една екипа која што е собрана, доста искусна, која што сака да даде придонес за развојот на Македонија, извлекувањето на Македонија од оваа политичка криза. И секако тука се и младите луѓе како мене, јас сум 31 година. Да, тоа сакам да кажам, да кој дан е Јованов да го слушнат гледачите во Југоистокот. Така, значи, пред да продолжам со кој е Дане Јованов, само би споменал дека овде го имаме во 5-та изборна единица како носител господинот Игор Камбовски, кој што е исто универзитетски професор, син на Владо Камбовски, еден од најугледните македонски професори и политичари на неговото време, така да имаме една екипа од спој, ја би рекол совршен спој помеѓу старите и младите генерации, каде што сите заедно имаме елан, волја, желба и визија за да докажеме дека во Македонија состојбите можат да бидат и поинакви, може да бидат и поинакви од црно-белиот свет кој што веќе 23 години го гледаме. Така, и за крај, кој е Дане Јованов, носителот на кандидатската листа за Алијанса за Македонија и последно што би сакале да кажете пред гледачите на Струмица и целиот Југоисток. Така. Значи јас сум, како што рековте, Дане Јованов, имам 31 година, сум роден од Неготино и живеам во Неготино. Сум се образувал, моето факултетско на образование го завршив на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Во меѓувреме имав направено специјализација по молекуларна биологија на Кралскиот универзитет во Копенхаген во Данска. Потоа мојата магистратура микробиологија во винарството, за потребите си имам образована во Италија, во Франција, Словенија. Во моментот сум докторант исто при факултетот УКИМ Свети Кирил и Методи во Скопје, меѓутоа во соработка со Универзитетот во Љубљана, Словенија и со уште две научни институции од Италија и од Франција. Како што гледате цело време, иако доста сум се образувал во странство, се трудам за да бидам во Македонија и да останам овде за да го дадам својот максимален придонес овде. Како по професија сум енолог или народски кажано винар, се занимавам со производство на вино, сум генерален директор на винарија Стоби, винарија која што со капацитет од 5 милиона литри, која што се наоѓа во срцето на Македонија во Грацко. И ова е за мене представува прв политички ангажман. Како што реков, имав храброст и така сметам за мене дека имав храброст и одважност за да пробаме за да дадеме наш придонес во развојот на посебно во развојот на земјоделието, бидејќи и јас сум исто земјоделец, работам во агроиндустријата и ја знам точно каква е маката на обичниот земјоделец, што значи за да се биде на нива на -20, на +40, што значи да се работи по 12-14 сата, а при тоа да немате доволно за да се ги платите дома сметките, да немате доволно за да ставите нафта, за да ги платите заштитните препарати или да чекате за да ви се исплати вашиот труд по една и повеќе години.
Значи знам што значи да се обработува земјата. И затоа решив за да влезам во политиката, за да дадам свој придонес за обичниот земјоделец, за да не мора да биде аргат на својата нива, туку за да биде вистински собственик на својата нива и за да ја вратиме угледноста на самата професија, бидејќи денес сме сведоци дека некои се гордеа дека Македонија била земјоделска земја, некои се срамат од тоа. Не, ние сме земјоделска земја и добро е да се гордееме, меѓутоа мораме за да ги почитуваме луѓето внатре кои што работат. Обичниот земјоделец мора за да биде ставен на пиедесталот, бидејќи без него нема ништо. Се почнува и се завршува со земјата. Ви благодарам за гостувањето во емисијата Визави. Нашите 30 минути веќе завршија. До некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата. Довидување. Поштовани гледачи, тука е крајот на емисијата Визави. Наш и ваш гостин беше господинот Дане Јованов, носител на кандидатската листа на Коалицијата за позитивна Македонија во изборната единица 4.